Ахав погледна од прозорецот на палатата и завидливо се загледа во лозјето до палатата. Лозите беа бујни и здрави. И можеби, Ахав мислеше, на тоа колку се гроздовите сочни и сладки. Но него не го интересираа лозинките, ниту грозјето. Тој го посакуваше лозјето. Ова лозје може да се преобрази во прекрасна градина, полна со разни растенија, си помисли тој. А и близу е до палатата. Но лозјето не му припагеше на Ахав. Тоа му припагеше на еден човек по име Навутеј. Лозјето му припаѓало на неговото семејство многу генерации. Но ден по ден Ахав гледаше кон лозјето. И колку што повеќе гледаше, толку повеќе го посакуваше за себе. Тој стануваше завидлив. Да посакуваш туѓо, значи дека посакуваш за себе си нешто што му припаѓа на друг. Ти посакуваш тоа нешто да е твое, а не негово. Можеби има некое момче во училиштето кое има джебно ноже со различни сечила и додатоци. Ти не можеш да си дозволиш да купиш такво ноже. Камо да можев да го имам, си мислиш? Тоа е посакување туѓо. Девојките сакаат прстени. Си видела ли друго девојче кое носи прстен што ти го посакуваш? Дали толку си го посакувала што си станала љубоморна на таа личност и тоа толку што си посакувала да и се случи нешто лошо? Тоа е посакување туѓо. Може би си видел нешто во продавница и ти се допаднало. Секој ден кога се враќаш од училиште дома, застануваш и го гледаш тоа нешто. Колку повеќе го гледаш, толку повеќе го посакуваш и сакаш да е твое. Тоа станува толку лошо, што веќе не можеш да мислиш на ништо друго, па дури и размислуваш како да го украдеш. Тоа е посакување туѓо. Во Светото Слово, Библијата, Бог вели дека посакувањето туѓо е грев. Во 10-тата заповед се вели да не посакуваш ништо што му припаѓа на твојот ближен. Тоа значи да не посакуваш ништо што му припаѓа на некој друг човек. Еден ден Ахав не можеше повеќе да издржи. Отиде да разговара со Навутеј. Сакам да ми го дадеш лозјето, рече тој. Сакам да го направам градина и во него да одгледувам растенија, зашто е близу до мојата палата. Во тоа време, луѓето често одгледувале растенија до куќите каде што живееле, за убавиот мирис да ја освежува куќата. Во замена ќе ти дадам подобро лозје, рекол Ахав. Или, ако повеќе сакаш пари, ќе ти платам колку што ќе побараш. Ахав беше цар. Зар немаше право да го добие тоа што го сака? Не, Навутеј знаеше дека неговите предци го добиле тоа лозје како наследство кога се населиле во земјата Ханаан. Беше забрането тоа да се подарува или продава. Да не даде Господ да ти го дадам тебе моето наследство, храбро рекол Навутеј. Не кажал ништо друго, не се расправал, само го кажал тоа што знаел дека е праведно. Ахав не бил задоволен. Се вратил дома многу лошо расположен. Легнал на креветот, ја свртел главата кон зидот и почнал да се однесува како налутено дете. Замисли си возрасен човек кој се однесува така. Ахав бил многу грешен и неразумен. Бог му го дал царството Израел и му помогнал во борбата против неговите непријатели. Имало толку многу нешта
за кој можел да му благодари на Бог и да биде задоволен, но не бил задоволен. Може би ти немаш се што сакаш, но имаш многу повеќе отколку некои други луѓе. Во Библијата пишува дека треба да сме задоволни и благодарни за тоа што го имаме, а не постојано да бараме повеќе. Ако навистина имаш потреба од нешто, моли се за тоа. Се разбира дека треба да си сигурен дека Господ Исус Христос е твој спасител и дека ти си му послушен во се. Тогаш, ако тој смета дека ти е потребно тоа што го бараш, тој ќе ти овозможи да го добиеш. Но биди трпелив. Можеби ќе треба да почекаш додека не заштедиш доволно пари од джепарлакот или додека не ти го купат тоа што го сакаш како роденденски или божикен подарок. Бог никогаш нема да те лиши од добрите работи. Језавела, жената на Ахав, се прашувала зошто Ахав не јаде и отишла кај него за да дознае што не е во ред. Зошто си толку натажен и зошто не јадеш? Го прашала таа. Затоа што побарав од навутеј да ми го продаде лозјето или да ми го даде во замена за друго, но тој не сака. Намуртено објаснил Ахав. Што? Леле, зар не си ти владател на оваа земја? Налутено прашала Језавела. Стани од креветот, јади нешто и не грижи се. Јас ќе ти го дадам лозјето на навутеј. Језавела не беше еврејка. Таа не беше од Божите луѓе и не и беше грижа за Божите закони. Може би таа мислеше дека царот мора да добие се што ќе посака, дури и без да треба да праша. Но Ахав, бидејќи беше евреин, требаше да знае подобро. Тој ги знаеше Божите закони и знаеше што е праведно во очите на Бог, но дозволи врз него да влијае Језавела. Дали одиш по грешните патишта на други луѓе? Дали ги поддржуваш нештата што тие ги кажуваат и прават, зашто знаеш дека тоа е по нивна волја? Дали ќе ги изгубиш пријателите, ако живееш на начинот што Бог го бара од тебе? Не е лесно да бидеш поинаков, но најдобро да не грешиш и да му веруваш на Господ Исус како на твој спасител. Тогаш тој ќе го управува твојот живот, за да можеш да живееш живот угоден на Бог. Језавела имаше подол план. Таа брзо отиде во својата соба и, користејќи го името на Ахав, брзо напиша писма до управниците на градот во кој живееше Навутеј. Прогласете пост и поставете го Навутеј пред сите луѓе, напиша таа. Најдете двајца нечесни луѓе кои ќе посведочат пред сите дека Навутеј го пцуел Бог и царот. Тогаш извадете го надвор од градот и каменувајте го до смрт. Таа ги запечати писмата со печатот на Ахав и ги испрати. Никој не се осмели да ја послуша Језавела. Сите знаеа дека ако не ја послушат, ќе умрат. Градските управници направиле токму така како што им беше заповедано. Го собраа народот и Навутеј беше изведен пред нив. Двајца лажни сведоци го обвинија Навутеј и рекоа: слушнавме како Навутеј го пцуе Бог и царот. Се разбира, тоа не беше вистина, но Навутеј не можеше да докаже дека е невин. Луѓето им поверуваа на лагите и беа згрозени и налутени.
Тие го фатија Навутеј, го одвлекоа надвор од градските ѕидишта и го каменуваа до смрт. Навутеј загина неправедно. Во Библијата пишува дека кучињата ја излижале неговата крв од камењата. Денес светот е полн со неправди и може би ти е тешко да разбереш. Зошто Бог го дозволува тоа? Може би и кон тебе се однесуваат лошо и ти страдаш зашто правиш праведни работи. Но ако го знаеш Господ Исус како твој спасител, тој е со тебе дури и кога ти е најтешко. Еден ден, кога Исус пак ќе дојде со сета негова мок и слава, сите гревови ќе бидат казнети и ќе биде исполнета сета правда. И Господ Исус пострада неправедно. И за него имаше лажни сведоци, кои зборуваа лаги и го убија поради гревови што ги немаше направено. Но неговата смрт беше дел од Божјата замисла за да се спасат грешниците. Господ Исус ја зеде врз себе Божјата осуда за гревот за сите тие кои му ја дале својата доверба нему како нивен спасител. По 3 дена тој воскресна од мртвите и денес живее за да биде твој спасител, да го земе твојот грев и да живее во тебе преку неговиот дух. Дали си се одвратил од твојот грев и си поверувал во него, тој да го направи тоа? Веста за смртта на Навутеј брзо дојде до Језавела. Нејзе не и беше ни најмалку жал за тоа што го направи. Барем се уште не. Всушност, таа беше радосна. Таа му ја кажа веста на Ахав. Стани, му рече таа. Оди и земи го лозјето на Навутеј за себе. Лозјето што тој одби да ти го даде. Навутеј е мртов. Ахав отиде и го зеде лозјето на Навутеј. Никој не ја знаеше причината зошто беше убиен Навутеј и вистината дека тој беше невин. Но Бог знаеше. Ахав и жена му сгрешија, мислејќи дека лесно ќе се избават од тоа злосторство. Бог гледа се и слуша се. Тој ги знае дури и нашите мисли. Бог му проговори на пророкот Илија. Оди да се сретнеш со Ахав. Тој отиде да го земе за себе лозјето на Навутеј. Таму ќе го најдеш. Речи му, Бог вели дека ти уби за да го добиеш тоа лозје. Кучињата ќе ја излижат и твојата крв на местото каде што ја лижеа крвта на Навутеј. Значи, сигурно и Ахав знаел за злобниот план на Језавела. Но дури и да не знаел тогаш, сигурно веќе му било јасно дека таа е одговорна за убиството на Навутеј. Затоа и тој беше виновен. Илија строго влезе во лозјето. Бидејќи Илија секогаш се застапувал за правдата и зборувал против гревовите на Ахав, Ахав го мразел Илија. Значи, непријателу мој, ме пронајде, му се обратил Ахав на Илија. Да, те пронедов и бидејќи му се продаде на ѓаволот, за да правиш работи кои се грешни во Божите очи, Бог вели дека ќе те казни за твојата злоба. Ќе ти ги одземе синовите и никој нема да остане од твоето семејство. Ти го налути Бог и го натера
народот во Израел да греши. Ако твоите синови умрат во градот, кучињата ќе ги изедат. Ако умрат во полето, птиците ќе ги исколваат. А Бог вели дека кучињата ќе ја растргнат ја завела покрај градските цидишта. Да, тоа требаше да биде ужасна казна, но гревот е нешто страшно во Божите очи. Ако ти знаеше колку се злобни и лоши твоите гревови во очите на Бог, навистина ќе ти беше жал за твојот грев и ќе викаше кон Бог молејки за милост. Тогаш ќе разбереш зошто мораше да умре Господ Исус. Ќе поверуваш во Него и ќе му бидеш послушен како на твој Господ и Спасител. Во Библијата пишува дека немало цар кој бил позлобен од Ахав. Тој престанал да го следи вистинскиот Бог и почнал да обожава идоли, исто како паганските народи, кои Бог ги истреби од земјата Ханаан. Народот го следеше неговиот пример, па и тие обожаваа лажни богови. Дали ти им даваш лош пример на другите и со тоа ги наведуваш да грешат против Бог? Кога Ахав ја слушна Божјата порака преку Илија, се уплаши. Ја раскина облеката, се облече во грубо платно и не јадеше. Тоа обично беше знак на покаяние, дека навистина се кае за гревовите и дека веќе не сака да ги прави. Бог пак му проговори на Илија: гледаш ли како Ахав се понизи пред мене? Бидејќи тој се покаја, тоа што го кажав за неговото семејство нема да се случи додека тој е жив, туку откако ќе умре. Може би мислиш дека тоа не е честно. Но Бог знаеше дека и синовите на Ахав се зли и дека ни тие нема да му бидат послушни. Всушност, во првата книга на царствата, во Библијата, во 22 глава, во 52 стих, пишува дека синот на Ахав, Ахазија, кој подоцна стана цар, живеел исто како татко му и мајка му. Бог мора да го казни гревот, бидејќи тој е свет. Како живееш ти? Посакувањето туѓо е само еден од многуте гревови, но без оглед на тоа за кои гревови си виновен, Бог е подготвен да ти прости и да те исчисти во неговите очи. Врати се кај Господ Исус и престани да грешиш. Ако си подготвен да го замолиш, тој ќе ти ги измени срцето и животот и ти ќе можеш да живееш на начин што ќе биде по неговата волја.